сакаме да патуваме, да откриваме, возовите стојат, автобуски линии нема доволно, за такси немаме пари, што ни преостанува друго, освен да тргнеме пеш, со добра волја и со добри желби. Пред неколку години во една планинарска тура меѓу битолски и прилепски планинари на релација Крушеица-Чаниште имав прилика да се запознам со еден колега или планинар, да речам, Тренчо Димитриевски. Разменивме некои мислења околу прилепскиот дел на Мариово, неговите патувања и по известно време, сосема случајно, дознав дека тој е автор на две книги, од кои едната има прилика да ја видам и да си ја прекопирам, да речам, да ја преснимам. Древна цивилизација и Мариово. Тој е Тренчо Димитриевски, со кој што решивме овој пат да ја реализираме една емисија, да пропатуваме на дел од тие открити археолошки, што тој ги има вршено и ги има објавено во оваа книга, а автори на друга книга ќе ни кажи тој нешто за тоа. И затоа се договоривме на неколку пати, еднаш допатувавме до Прилеп, времето не ни беше погодно за одење на терен, меѓутоа еве овој пат по, да речам, прилично убав сончен ден, дојдени сме од Прилеп, го заминавме селото Штавица и ова место се вика Слива. Тука представува што велат некои од прилепчани или жители на Мориово од Прилепскиот дел, дека е портата на Мориово. Еве го колегата Тренчо Димитриевски, тука има манастирот Свети Илија, па да започнеме најпрвин од каде и како ја вршите ова ваша љубов со истражувања и колкав тој период е на време, на години, што се имате објавено. Значи, мојот интерес за материјалната култура на просторот на Мариово, па и Пелагонија, значи околината на Прилеп, се обидувам да го освојам дури теренот на кај Битола, на кај вашиот крај. Има длабоки корени во смисла на тоа што сум започнал уште од детски години како еден природен инстинкт или интерес за природата, околината, трагите кои што може да се забележат на површината на геолошкиот состав на просторот на кој што живее. Значи, сега се гледам како дете, како шетав по ричињата, по долчињата и секогаш нешто сум барал да најдам плюс од природното она што е евидентно. Меѓутоа, директно и посодржајно почнал да се занимавам со ваквата работа со моето созревање како новинар, кога почнам да размислувам за концентрирање на една тема, значи на една област, заради постигнување на поголеми резултати, значи на навлегување подлабоко во темата. Посебно од 90-тите години, кога во една соработка со некои мои пријатели и другари школски, кои што веќе се археолози и стручњаци, го спомнам Александар Митковски, со кого од мали нозе, така речи, се дружиме и соработуваме.
Меѓутоа една работа која што ме иритираше на некој начин, од која што јас еве како да се наречам немирник не бев задоволен, значи културните елементи, културните материјалната култура која што јас почна многу да ја забележувам по просторот во кој што се движев и како во планинарски тури движејќи се. Значи толку многу забележував, толку многу знаци на таква култура што очекував сето тоа археолозите или етнолозите, историчарите малку по длабоко да ни го прикажат да знаеме на каков простор сме лоцирани, на каков простор живееме, на какви корени имаме и така натаму. Од тука и произлегува моите книги. Значи, се собрав доволно информации од просторот на Мариово и Пелагонија и така решив да се појавам без разлика на тоа како ќе биде прифатено од јавноста, посебно од стручната јавност, бидејќи малку завлегува во стручни области и се дрзнав да речам и објавив една книга Древна цивилизација, археологија, митологија, преданија митологија Прилепско, која што излезе во 2000 година. Меѓутоа, веќе во тоа време имав собрано доста материјал и за Мариово, имав една појасна и поширока согледба за материјалната култура, дури и во од хронолошки аспект, значи временски како се движеле населбите, каде имало населби, како се преселувале, од кој период се датирани и така. Меѓутоа, еве сега да кажам дека се недуваме овдека некаде на почетокот на Мариово, во близина на пропаднатото село Писокал, од кое што сега гледаме само манастирот, значи Свети Илија, кој што е тука близко. Сушност тој е сега манастир, меѓутоа бил црква на селото Писокол, кое што некаде во 19-тиот век, крајот на 19-тиот век, некаде било расположено тука во долината и имало околу 30 семејства. Последното семејство се иселило во некаде на почетокот на 20-тиот век, после убивањето на домаќинот на семејството. Меѓутоа тргнеме јас во мојата, еве да ја наречам истражувачка активност, проследувајќи го терено, чисто на површината, следејќи ги културните знаци, почнав да забележувам и во соработка со археолозите, морам да признам, и со етнолози, со историчари соработувам, да добивам информации и да ги потврдувам со нивната стручност, дури хронолошки, значи почнав да откривам и археолошки локалитети досега не евидентирани од најдлабоката преисторија, сега да речам на нашите простори, некаде до неолитот, значи новото камено време може да се најдат такви локалитети, до раната доцната антика па и до средниот век. И сега затоа многу интересно овдека од оваа позиција да ја фатиме ова од Бонче ја вика Цуцул или Цуцка, врвот висока, значи или планината висока, ако сакате, што е дел од Селјачка планина, поголемиот комплекс, кој што овде зафаќа импозантни димензии, еден врв кој што фасцинира и сега. Можеме да замислиме во едни постари периоди кога имало еден поблизок однос со природата и со природните појави, на поголема фасцинација, да речеме, природните појави, една култност на природните појави, како тогаш го прифатиле тие жители. И сега горе имаме една импозантна населба од тоа време, остатоци од таква населба во која што имаме голем број на содржини, значи археолошки, имаме остатоци од една градба од големи монолити, камени, обработени, значи камени монолити. Јас прво го нареков Киклопски ѕид во мојата книга, значи сликав фотографирав еден камен голем блок и така го крстив, значи дел од Киклопски ѕид. И сега веќе се работи археолошки горе и има некои претпоставки од професорот Виктор Лилчич дека тука е лоцирана градот Пелагонија. Немаме аргументи за сега дека е тој град, освен оние географски и историски податоци кои што ги сечаваме кај Страбон, Ливие и некои други автори. Меѓутоа, веројатно со археолошките податоци ќе се констатира тоа. Инаку јас во моите обсервации тоа го крстив како можен или многу веројатен центар на една стара цивилизацијска култура, на една стара цивилизација, да речам од нашите простори, значи која што се е поврзана со Пелагонија и пелагонците, кои што се спомнуваат дури уште кај Хомор, значи по нивниот јунак се спомнува. И тоа е сега го земам како централен објект, да го наречам, на просторо меѓу Пелагонија и Мариово, и тој ги поврзувал. Значи во времето Пелагонија се подразбирала не само Пелагонија рамницата или котлината, како сакате, рамнината меѓу Прилеп и Битола до Лериско, туку и голем дел од Мариово или најголемиот дел влегувал во таа тогашна заедница Пелагонија, која што има индици дека била и
кралство. Сега, почнувајќи ододе, тука подолу веќе имаме локалитет кој што морам да не биде фалење сега, да се пофалам, дека прв го лоцирав, на самото превојче, тука подолу го вика Скала, па самиот превој Момирица го викат жителите на околните села Кален и Бонче, тука се има остатоци од преисториска населба, значи траги од керамика преисториска и траги од керамика средновековна. Меѓутоа остатоци дури негде се сетуваат од градби, мито не е многу евидентни. И тоа е сега веќе регистриран. Значи горе таму некаде после ова тумба се среќава исто така преисториска населба на импозантно место во едно место каде што јас така го чувствувам каде што громовите мават во Карпите, имало населба во бронзено време, значи времето на Комар, така го третирам. И сега можеме да продолжиме на долината. Што сега денес ќе ни откриете, да речеме, што размислувате да ни представите на најпривлечен, така најинтересен начин за гледачите? И еве да кажеме што се имате во оваа книга обработено, дали дел нешто од неа ќе може да видиме со камера, да регистрираме? Да, секако мислам, во книгата се обработен теренот на просторот на Прилепскиот дел на Мариово. Значи, тренувајќи, еве, токму одовде со ова запустено село Писокал, го имам фатено теренот до Витолиште, таму до Железна врата некаде. Значи, се обидов да го прошетам со фотографија, да видам со очи, да ги прошетам локалитетите кои што беа евидентирани и локалитети кои што не се евидентирани. Еве, например, посебно ми е жал за ова фотографија овдека овие трагачите по богатства, да не ги наречам диви копачи, уништи еден култен камен кој што имаше на многу длабока и многу содржајна традиција, врзана е со предание, го уништија, го искршија ценејќи дека во него има злато, а тој камен, со тој камен живеа жителите, живееле и се уште живеат и тие што се останати со тој камен кој што значил потврда на силите, на зрелоста на младите поколенија. Сега, ние ќе се обидиме, значи, дел од ова книга, да го видиме сега со камера на неколку локалитети кои што ќе бидат погодни за да покажеме на гледачите нешто евидентно за она што да го аргументираме она што го тврдиме. И морам да кажам, значи на почетокот ми беше целта, меѓутоа еве заборавив малку дека Мариово, или како што викате Мориово, и многу ми се допадна тој израз, јас кај вас така го слушнав, ако или така ми звучеше. Значи, прашање е дали е Мариово или Мориово. Старите жители на Мориово си го виката, не Мариово. Старите жители, посебно оние што се од Старо Мариово или преку реката, и сега така тој израз го употребува за Мориово. Значи, легендата за настанокот на Мариово и поврзувањето со царица Марија може да држи, меѓутоа Мариово или Мориово како област е многу постаро и постаро и името. Значи, се спомнува некаде во 11 век, кај Василий II во неговите повелби за, мислам дека се поврзани со црквите и манастирите, со нивните имоти. Тој го уште таму се спомнува, значи, Морихово или Мориово, и значи легендата за старица Мара која што живеела во 14 век не држи баш, меѓутоа тоа се преданија и ќе ги прифатиме така, за тоа време ја прилагодиле. Меѓутоа една легенда многу ме фасцинираше кога почнав да ги трагам овие работи, значи јас покрај материјалната култура и духовните содржини ги истражувам, ги запишувам. Значи, таа легенда посебно ми се допадна и ме фасцинираше за тоа дека некогаш во Мориово било море, значи било под вода, како што била и Пелагонија. Значи, тоа и од науката е познато дека некаде 2,5 до 3 милиони години Пелагонија па и Мориово биле под вода. Се работело за некако море и во тоа време истекле водите. А преданието народот, како во свеста на народот, значи го свати како една колективна меморија за која што на некој начин знаела или останало во меморијата на народот дека некогаш Мориово било море. Значи се случило две големи лами или зверови или змејови се судиле некаде на просторот меѓу Гуџаково и Галиште, сега каде што протекува и Црна река, до тогаш не протекува тука, тука одела во некој друг правец. Инаку се знае од да речем од палеонтологијата или од географите, тоа посебно исто така го знаат дека некаде Битолско таму кај сега што е премино за
Егејскиот дел на Македонија, тука некаде протекувала Црна река, значи се знае тоа од науката, а овдека се сметало дека не течела во овој правец сега се, туку овие лами кога се судриле биле многу големи, силни, мавнале со опашките или не знам со кој дел од телото во планините, се срушиле планините и протекло, тука водата протекла и во тоа време бил потопен некој град. Значи таа легенда ми дава најдлабоките корени на една меморија за потеклото на овој простор овдека или на Црна река или Еригон антички и така. Инаку живеете во Прилеп, а потекнувате од Крушеица, од местото на Толе Паша, кај што е закопан на гробот, така? Да, потекнувам од Крушевица. И доста ви е познато овој крај, се гледа и по вашето, да речеме, почетно излагање, и нешто ќе ни откриете од ова што имате. Значи сега одиме да покажеме дел од оваа книга. Значи одиме во правецот на долината со неколку села, во кој е централно село Дуње. И во неговата околина ќе ги посветиме Пештани. Може би тука Калене претходно нешто ќе покажеме, и тоа посебно кај Пештани, каде што се крие еден антички град, и од кој што ќе покажеме остатоци евидентни, значи мермери, надписи и слични. Еве сме во селото Кален. Прво, да речам, во нашата денешна емисија планирана за римски остатоци во Мориово, што овде ќе ни откриете? Па значи Кален е со самото име асоцира на Кале, на некоја тврдина која што се најдувала во близина, или една од претпоставките дека го носи името од тоа име. Во овој дел, значи, ова е една интересна долина, една заветна долина, во која што се расположени двете села Кален и Кокре. Значи, ова е кај што се наоѓаме сега во гробиштата на селото Кален. А погоре на едно 4-5 километри се наоѓа, значи, одавде ќе дојди северо-западно малку, селото Кокре, исто во истата долина. Во оваа долина открив повеќе содржини историски и културни пред се, од материјална култура, значи
археолошки локалитети со интересни содржини. Мито исто така ме фасцинираше еден многу трагичен и еден крајно немилосреден настан од времето од комитскиот период, значи уште од турскиот период при крајот некаде 906 година, мисли че ни се случи тој настан овдека во оваа црква, затоа сакам тој посебно се спомени. 16 души од селото, 16 жители на празникот Спасовден, значи во оваа црква Свети Спас, се заклани на прагот на црквата, така се вели во литературата, во историската литература која што е сретнав. И во преданието исто така што го раскажуваат жители од ова село и од околните села. Значи 16 души 906 грчките андарти тука ги исклале на прагот на црквата во името на нивната пропаганда за пограчување на населението во Македонија. Толку за тоа, мито за Нешто слично и во Живово имаме регистрирано. Слично во Живово дури се регистрирани два пати андарски такви настапи од аспект на најнемилосреден начин. Тие се водени дури што исто така гледано од христијански и православен аспект, од таа да речам хумана идеологија на христијанството, е нешто што е сосема спротивно, сосема драстично. Значи тој настап на грците нека не звучи политичко, го спомнувам како факт, како аргумент за нешто што се случувало минато да не се повтори. Значи во Живово исто така се спомнуваат два настани кога еднаш се заклани, исто така се вели на прагот на црквата 21 жител, друг пат 18 жители. Исто во овој пред 905-906 сега не ми е меморијата баш најдобра за да го конкретизирам тоа. Овде цело село го поминавме, ева малку да се видиме. Еве еден свен жител што го сретнавме, значи, го забележавме. Значи, ценејќи одејќи од аспектот дека сега селото е во една крајно, да не речам крајно запустена, за среќа има уште неколку куќи со жители и со неколку посилни сточари со поголеми стада кои што уште овде обстојуваат и живеат, значи обстојуваат со тоа што го работат овдека економски. Во минатите периоди, значи одејќи низ времето, следејќи го тоа според знаците на просторо на кој што се расположени селата Кален и Кокре, овдека имало едно нагласено населување. Значи повеќе населби во овој простор се кријат во различни временски периоди. Затоа од тој аспект морам да спомнам она што мене посебно фасцинираше и што зафаќа на така постар период, значи скроз горе таму на ова дел Дренска планина некој вика дека, или од тука надолу некаде продолжува Селечка планина, се наоѓа на локалитет Казан, тој е ватаро баш на селото Кален, на кој што се наоѓаат остатоци од времето на населба од времето на Хомер. Значи некаде од 2000-та година до Ти од Кашија не гледаш? Гледаваму, од тука си? Од тука сум. Од тука. Ме гледав деки. Добар ден. Тука дојдовме нешто живо. да снимиме, да регистрираме. Што ги снима дека нема народ? Добро, ете ти си народ. Јас сум тука, представник на народ. Ајде нешто сега накуса за селото. Колку жители има? Бе што има, нема 5 куќи баба. Нема, Иште ба. десетина жители нема? А? Десетина жители. Па една, 27 од 3, овде на 4, 5, 6 куќи се. 6, а некојаш колку имало? А па некој сува сето си стуркано да го има. Се имало, а колку имало 200-300 жители? Тоа во сето куќи било и во близина тука. Кај се преселени сега најмногу? По Прилеп, По сигурно. Прилеп, по Кавадарци, по... Ево е еден смок. Види како е свитка. Не сум јас многу баш краба, најде. Не го тепај само, не го тепај. Не, ваму, не може, прекршен. Повреден е многу. Повреден е, горе. Пушти го тука на земјата. Види го глава. Не, повреден, тој само главата е чува. Осте го, чекај да го сликам убаво, чекај. Осте го, чекај. Јас имам татко овде ја прави на колата дрвена. А нешто друго да ни кажете за селото? Што да ти кажеме за селото, јас не знам. Селото е пусто, само 5-6 куќи има, овде ва старата, ако знае не сега по вода е. А другите има и една овде помлада, тие чува овци, а ние немам такви сме сите ние. Училиште имаше некогаш? Едно нова го запалиме да го емам. Тоа е училиште, а? Тоа е училиште. За 2 мај го запалиме, ондеки се изгоре да го емам. Прослава и училиштето Кибрите. И, не, оджакот, или на несакање. не бе тоа, оджакот било со дрва Аха. и ние, Поќован. не бе поќован во овој го искрши од две од гајбите, тоаш немаше пластика. Од гајбите пластично, ладно беше по кратки рака и го искрши и се запали. Таман. Друго нешто во селото, друга црква нема? Нема.
само ова. Да, не знам ја. Значи овде е Кохре, во Кохре колку жители има сега? Еден само. Еден. Да. Сам, шо прави? Па чува овци вака и само еден е Кохре, друг нема никој. Да одиме ќе го најдиме? Тешко, Тешко, а? тешко. По овците ќе видиме кај е овде негде. Тој уверовци ти тера вам нагоре вака кај Добро. тера. Како се викате? Кој? Вие? Ило, Ило, презиме? Дајковски. Добро, ај ви благодарам за овие информации. Ова што стара ми ги така дадовте. знае. Ајде да одиме до кај ќе можеме да ја видиме? Ќе видиме тука. Ајде. Ај нешто да снимиме. Јана, нешто. Јана. Мора. Здрави живи, што правите вие? Не, дома седим и смејаме, па нешто донесуваме хлебче. Сама живеете? Со мажот ми, Каде е тој? град е сега. Град Прилеп. И како го врвите времето? Со мак, вак, сами. Стока имате нешто? Немаме ништо, нема гарење одек. Ери, брзо не може да оде повеле, ја су болна. Зимава како е поминавте, имаше снег. Слабо, снег немаше, ама ладно така студено. Роднини ваши кај имате во градот? Имате. Роднини, град имам, синови, двајца и на ќерка. Маки, па сме болесни, јас сум болна, не може така у дома сега. Не може да излезе. Кога последна пат имаше свадба веселно во селото? Или само кod се верските празници? Верските празници, свадба, кој кога одавна неба има 20 Колку? години може. 20 години. Nis
Ајде, добар е. Ајде, здраво. Како мисли со здравјето? Арно. Колку години имаш? 80. 80. Овие дрвцата сама си ги сечеш? Бреа претрупени, јас и цепен наполно нака. Сама живееш? Сама. Колку години? Сама. 3 години. Фамилија кај имаш негде, низ град? Фамилија имам ен син во Виница, учител е, некој во Стругар, некој Прилеп, Доаѓаат од време на време? кај види. А? Доаѓаат, идат тука да те видат? Значи, на годината некој. Како контактирате? Телефон немаш? Немам ништо. Нема ништо. Ништо, телефон, ништо немам. Зимата како ја помина? Јас од дрвцата. Немаше снег многу? Не. Вода мало. тука имаш, од тука си помниш. Така сама си готви се сама. Сама, се сама. Не. Староста тешка е или не? Море гајлето тешката. И староста, сето е. Гајлето, ја? А, да. И сега дено како ти поминува? Тука со работичка си се маткаш. Така, надвор, дома, сето. Шитка. За леп сама си печеш? Сама си меса се пече. Леп, а? Таа шпори си ја. Настроја. Стока немаш нешто некое? Ништо немам. Ништо, а? Пече с кокуршки. Ништо. Кокошки, да? А, тие други немам. И за храна сама си спремаш, така? Сама. Од Кален тргнавме за Дуње. Каде се наоѓаме и зашто служел некогаш овој камен? Значи, сега се наоѓаме во атерот на селото Дуњек, еден од објектите кој што е мој интерес и кој што го имам ставено во мојата книга со фотографија и опишано малку дека се наоѓа кај лозјето од семејството Шоклевци во Прилеп. Шоклевци потекнуваат од еден мислам од еден војвода Комите по потекло од Живово кој што се доселил во тој е Трајко Зојката, познат и во историјата. Инаку Дуње, атерот на Дуње посебно беше мој интерес и посебно го прошетав и го со една подлабока вака прошетка со анализа подобра и можам да кажам накратко дека во оваа долина, значи голем дел од археолошките остатоци, од културните остатоци што се наоѓаат во атерот на Дуње се многу интересни. Значи тука имаме во реката која што доаѓа од кај селото Пештани, значи таа е Лисичка река долу ја вика, горе Свинска река од кај Котрепа па се мешаат Пештанска река. Значи во реката тука блиску до Дуње се наоѓа еден локалитет многу интересен што заоѓа дури во подлабокото преисториско време до каменото време или новото камено време неолитот. Не е археолошки истражуван, меѓутоа тоа е значи во тоа време уште овдека во атерот на селото имало населување, имало населба. Се наоѓаат тука керамики, остатоци дури од граждан камен кој што сега се користи можеби за градежите други, тука што се правеле за лозјата, за нивите. Таму во потегот кон Вепрчани, веќе во атерот на Вепрчани има еден рид, се вика Вепрчки рид. На самиот во дивината онаму. Во дивината, на самиот него крај се наоѓа остаток од една тврдина која што зафаќа поголема површина од неколку хектари можеби. Трагите на зидот се уште се сеќаваат, меѓутоа остатоците укажуваат исто така на преисторијата, значи подосна од претходно спомнатиот локалитет, некаде во бронзеното и железното време. Тука има остатоци од камења, има остатоци од неколку некрополи по должината на ридот, а во самото село пак имаме остатоци и од поновите времења, од антиката, значи доцата антика, подлабоко римското време, па до раната антика уште подлабоко. Ова за сигурно за Овај објект овде представува, значи според археолозите, ваквите објекти се објекти во кои што се толчело грозје. Значи е тоа двојно корито, двете корита се поврзани, едно поголемо, едно помало, поврзани се со посебен отвор во дното. Долу се гледа. Значи во поголемото корито, во поголемиот дел се ставало грозјето, се толчело, дали со нозе се газело или можеби со посебни предмети некој од дрво,
меѓутоа, а во долниот дел течело грозјето, сокот од грозјето, Шира. се собирал тука шира и обично во овој во помалото корито, долу во помалото корито, обично има и уште помала едно кружна длабнатина Отворче, во која што се претставува дека е за талого. Значи после бистриот дел се собирал во овие грнци, во ќупови. Ваму горе кај овие камења нема нешто интересно да се искачи? Ова го нарекуваат димов гроб, нема посебно нешто за камерата, има интересни форми на карпи, мислам дека исто така има остатоци од керамика не толку нагласено, мислам дека регистрирав нешто меѓу карпите како делкани форми во смисла на ѕидови, значи вклопувани градби некои. Димов гроб е тука се претпоставува дека од времето кога бабарите биле многу поактивни, кога имало овдека многу васеличарите, бабарите како вика, значи тие ако се сретнале од ваатари обично се судирале и доаѓало до тешки судири, кога и тука загинал некој Димо и затоа вика Димов груп овај локалитет. Меѓутоа мислам дека има остатоци од нешто од некое помало населување тука, а од другата страна на ридот има гробови во Карпа, исто слично вака, ама гробови. Близко се можеме да одиме? Правоаголни корита, можеме на враќање да помине таму. На враќање. Мислам, јас предлагам да продолжиме на кај Дуње и на кај Пештани. Добро, ајде. Сега сме во селото Дуње, не се распрашувавме многу кој пат оди за Мориово, бидејќи имаме добар водич тука. Што тука имаме да прикажеме? Значи сега се најдуваме во дворот на селската црква, која што исто така јас неколку пати сум ја посетувал од аспект на остатоци на корени на старата култура. Значи ова село Дуње е едно многу така село кое што било богато со населување, до 2000 блиску жители, некогаш имало во турскиот период, после тоа и 1000 некаде до 70-тите години, до 70-та некаде година, после тоа и се испустило. Меѓутоа, сето тоа населување, значи мене ме водило кон тоа дека жителството е резултат на едно жителство кое што од порано е традиција, значи овој простор бил населуван. Тоа го покажува значи населбите уште од праисториско време кои што претходно ги спомнав и во подоснежните периоди. Овдека најдов траги во самата црква, значи вградени се камења со надписи од сакрален тип, од архитектура постара, од античкото време, од римскиот период конкретно овие. Некои значи од 2-3 век сега
најточно, еве тука со надписи камења, значи тука се спомнува еве името Басос, например, кое што според колку што мене ми е познато води потекло на многу старо време од бригискиот период кој што бил некаде доцнато железно време овдека присутен и подоцна имало енклави. Значи и морам да признам, мене така ме потсети едно име кое што се спомнува исто на споменик овдека пронеден во Дуње, на некоја девојка или жена која што се викала Семела. Сега Семела името е од божествен карактер. Семела е божица на месечината, и таа е ќерка на Кадмо и е мајка на Дионис. Значи таа го родила Дионис со Зевс, со врховниот бог. Да ве прекинам, ова го имате објавено и во книгата, еве јас би го прочитал, Божицата Семела на надпис од селото Дуње. Каде е тој надпис? Па тој надпис не го имам јас лоцирано, овдека новие не е. Значи на некој надгробен споменик е кој што се наоѓа во музеј некаде, мислам дека е во музеј на Македонија. Добро, ај јас би го прочитал. Голем број споменици, се извинувам, се најдуваат од овде, од Дуње и во музеот на Македонија и еве ќе ви кажам една традиција на погребување, обележување суштост на гробовите, која што е карактеристична за Македонија и која што овдека во овие простори, ридските посебно според историчарите, според археолозите посебно се задржала и во подоснежните периоди, дури до римско време, на пример, правење на надгробни споменици или стели со антропоморфна форма, значи со глава нагласувале на нив очи, уши, можеби коса и така натаму, таква една се наоѓа во музеј на град Скопје, музеј на Македонија всушност. Добро, јас би го прочитал ова. На еден од надписите на мермерен споменик од селото Дуње, покрај имење на личности се споменува името на античката божица на месечината Семела. Се работи за надгробен споменик со подолг надпис со имење од римско потекло, Аурелио Аурелија, како и имења со домашно потекло, Лисима, како и име на жена која го носело името на божицата Семела. Давањето божески имиња на лица не е потврдено во околните области на Македонија, поради што се смета дека тоа било обичај само во Македонија. Од митологијата е познато дека Семела му била ќерка на тебанскиот крал Кадмо, а мајка на богот на виното Дионис, кого го родила со врховниот бог Зевс. Таа е објаснувана како божица на месечината, нарекувана и Селена месечина, а била убиена уште со неродениот Дионис од страна на Зевс, бидејќи неговата љубоморна сопруга Хера, претворена во соседка, ја поучила Семела да го наговори незиниот љубовник, кој доаѓал како обичен смртник, да се појави во својата вистинска форма. Кога тој ја попуштил на незиното убедување и кога се појавил како бог во форма на молња и гром, Семела била изгорена со Дионис во незината утроба, со кого била трудна во 6-тиот месец, а Дионис бил спасен од богот Хермес, кој го зашил во колкот на Зевс, каде недонесеното дете пораснало до 9 месеци и повторно било родено. Добро, може би ова вие го пишувате, може требаше вие да го прочитате. Не, добро е, јас да слушнам еден дел, значи. Друго што имаме? Интерпретација од карта. Да. Друго што имаме овде да видиме? Значи овде еве сега бидејќи ние таква ни е карактерот на емисијата, значи добро е да спомениме бидејќи овде во рамките на селските гробишта, тука во Тремот се наоѓа речиме од едно поново време остаток од нашата историја. Значи тука се наоѓа гробот на еден од војводите, еден доста познат војвода од селото Дуње, тој е од семејството Јаснини Волкановци, кој што се спомнува и во романот Стале Попов на Стале Попов Толе Паша. Тој е или Анте Дунски, во литературата е познат како Анте Дунски или Анде Дунски, а тој е Андон Волкановци, можеме да го видиме, можеме да појдеме полека. Можеме да одиме. Ајде. Значи сега е една малку незгодна положба, овдека со градежните активности околу Тремот кои што се во тек. Гробот е покриен, овој гроб е гробот на војводата Анде Василев Дунски, од потекло од семејството Јаснини Волкановци, така се познати овдека во Дуње. Тој е загинат некаде 1920 година. Беше ова значи една тема која што исто така ја следам колку што можам, нито во домено на мојот интерес и имам собрано колку што сум стигнал и од литературата податоци за овој војвода. Едно морам да истакнам овдека дека ценам и сметам дека треба ваквите гробови, значи се работи за историски личности кои што значеле биле фактори во овој простор и пошироко, значи и во Прилепскиот дел, дури војвода бил на просторот на Прилеп некое време, да се обележат барем со еден скромен надпис
за кој се работи, кој е човекот, кој е војводата и така натаму. А исто така, овдека во рамките на овие гробишта исто се наоѓа и гробот на уште еден војвода потекло од живо, кој што го спомнав и претходно, тоа е Трајко Зојката. Тој исто така водел чета и подосна во подоснежниот живот се преселил, значи во Дуње, и тука целото негово семејство, сега семејството Шоклевци, кој што не знам дали има уште некој од тука во селото, се иселија повеќето. Значи двајца војводи кои што треба да се обележат. А овде друго немаме нешто што да видиме? Па тоа сега мислам вака што ни Ево доаѓа во овде момент. за трем сигурно кој се служи Ова е на... трен, сега веројатно го подготвува, сакат да го направат тука жителите тие што се останат. Овде друго што можеме да видиме или сега ќе одиме до соседното Предлагам село? да одиме до Пештани. Пештани е атарот на Пештани, значи во атарот се крие остатоци од еден антички град кој што бил центар на областа во римскиот период. И е познато неговото име. Значи Така. тоа е населба со од градски карактер и познато е нејзиното име Достонеј. Сега значи одиме во Достонеј на нашето патување. Добро. Ова сигурно е некој носил од Прва светска војна, па сега сигурно служи за мртовци носење, веројатно. Па да, импровизирано носилка за мртовци. Сега елементите се од Првата светска војна, претпоставувам. Пошто во овој терен има многу вакви елементи од разни, значи конструкции, од Ајде, добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ви имаме снимано негде попче, кај беше во Ставица на во Богородица. Ставица на Богородица. Еве и овде нешто да ве сниме. Од кај идите вака? Јас вода крштам по селото сега за Великден и обичајот наш христијански вода се кршта во постите, во сите пости, великденски пости. Во Пештани бевте? Петроденски пости, Пештани бев. И овде ги крсти вода низ ова село, толку се од Колку жители има сега во 200 Дуње? на куќи, околу 50 на жители, 50 жители. Во Пештани. Пештани се 5 куќи, по 20, 10 души. Сите верни. Само верници, добри верници се овде. Кога да беа многу добри домаќини овде, овие села, сите овие селата од Морио, многу добри домаќини и верници. Абе, добри попче домаќини. домаќини сите куќи И растурени се. добри верници. Верни се ко нас домаќини тие. Ете така дојде времето сега се испустија селата и мора да видиш да прешо да сите останаа стари. Така е, по подобра екзистенција, иначе овде сега немало некогаш ни пат, ни вода, ни струја. Да. Таман се средија работите, струја се кладе една друга, па миграцијата и Така. луѓето се одија се Во кој село овде вршите служба? Сите овие села, јас Кој се набројте ги? Јас сум Крушевица, Чаниште, Дуње, ова е Дуње, Пештани, Кокре, Кален, Витолиште, Бешиште, Полчиште, тие сел манастир. Значи, секој ден вртите по некој село, така? По некој село. Зависи. Од полските села повеќе луѓе имаат, тие ми дополнија и повеќе луѓе има таму по задржани се селата. Инаку овдека ете по потреба идење овдека да не оставиме, колку да не оставиме луѓе, не се услугани луѓе како што треба, не можеме да ги услужиме. Меѓутоа да не оставиме без ичете на водичка ќе му крстиме, лепче ќе му крениме, некој за погреб, за парастос и за такви работи. Ќе дојдеме некоја служба, пак ќе направиме ете на благовештение, онаму ќе служиме на вас Ѓорѓиот манастир ќе има овдека. Во манастирче. Ние за Пештани сакаме да одиме. Ние имаме снимено емисија овде. Знам. Имавме снимено, меѓутоа сад друга ни е темата со колегата и така да се планираме Господ нека Пештани. ви помогне. И благодариме. и нека биде Господ со вас, ангелот нека го прати, со вас да биде и да го Добро, прав. ви благодариме многу и што ви задавме малку време. Нема- Простете. нема-
пристигнавме во селото Пештани, езеро нема овде, ова е Пештани во Мариово, имаме подготвено една друга емисија овде со покојниот Василе, неговата сопруга Ристана, познат дует на песни и свирки од овој крај. Ние во емисијава често користиме од ними некои изведби, па и во оваа прилика имате можност да слушате нивни изведби, меѓутоа овој пат сме со друга цел дојдени овде да ги откриваме остатоците на минатото во Мориово, да видиме Тренчо што овде можеме сега да прикажеме. Значи, Пештани со своите културни остатоци во самото село, во црквата и околината е еден многу добар пример и еден голем аргумент за тоа дека Мариово уште во античкиот период не било запоставена средина која што е настрана од културата која што се развивала на поширокиот простор на Македонија. Како во македонскиот период, значи за време на македонските кралеви антички, така и во римскиот период. Значи, овдека во Пештани имаме остатоци од една населба која што имала карактер на град, значи имало карактеристики на поголема населба, била центар, значи археолозите според надписите пронајдени на голем број мермерни споменици овдека, утврдиле дека се работи за населба со име Достонеј. Дури се употребува или се претпоставува дека Достонејци како посебна некоја етничка форма или повикувајќи се на градот така се нарекуваат Достонејци, дури со тоа се калкулира некаде. И тоа јас не би се посветувал на тоа. Сакам да кажам дека се тоа овие траги, значи голем број траги од тој град Достонеј ги среќаваме овдека во црквата. Како тргнувајќи од Ќошо, каде што имаме некои со правоаголни форми, некој постамент или можеби дури за споменик. После имаме други споли вградени исто така со надписите, тука долу во самото дно еден со надпис каде што гледаме само некој име Александра. Имаме тука и некои фигури нешто има. Остатоци од споменици кои што се најверојатно од погребен карактер, значи обележување на гробови, посветени на некој покојник од таа голема населба од тој град. Потоа ете некаков столб од неј од мермер од домашен камен. Понатаму има исто така еден градена сполија, еден надпис на кој што се спомнува веќе името на градот во форма на определба на лицето кое што потекнува тука. Значи Достонеецот или нешто така. Достонеон тука, но сушно спомнува Достонеј како некој општина центар на пошироката област. И се претпоставува, значи во периодот некаде 1, 2, 3 век, дека ова е во близина на Пештани, може би дури самото село влегувало тогаш локалитето, меѓутоа повеќе таму на јужната страна на локалитетот Пештера. Дури името на Пештани асоцира на локалитетот Пештера па Пештани. Сега во тој Пештера во долината бил расположена поголема населба во која што се правеле поголеми градби, значајни градби, тука имало центар, значи имало административен центар, таму на една друга сполија вградена во црквата се спомнува името на извесен Јулиј Север, кој што е всушност некаков старешина на населбата, можеби и на областа, овдека во римскиот период. Значи, тука имаме еден голем камен столб, такви камени столбови или остатоци можеме да сретнеме на други места, дури значи овдека донесени се фактички од таа населба, не била во близина. Меѓутоа населбата била расположена јужно од селото Пештани, во тој простор во долината под локалитетот Пештера, каде што има една голема карпа, која што подоцна ќе прикажеме сега на камерата. Интересно е што таа населба, која што во римскиот период се воздигнала до ниво на град, се наоѓаат траги од многу постара населба, што укажува на преисторија од железно време и подлабоко. Значи, добро, селово е и застапено во творештвото на Стале Попов? Пештани се спомнува во творештвото на Стале Попов, значи во Крпен живот, всушност во неговото дело Крпен живот, се среќава еден момент кај што опишува извлечено од преданијата. И преданието е живо и во луѓето потекло од Старавина и овде во Пештани, дека значи во еден период, времето на историскиот момент кога живеела Кале Шанѓа, исто така од предание повеќе, знаеме, историски потоци нема, меѓутоа во романот од Стале Попов тоа е пишано, дека семејството на Кале Шанѓа, она каде што се омажила, значи нејзиниот свекор Трајко, од после, имајќи голем број проблеми, му го грабнале
Значи грабнате прво братина Кале Шанџа, после на тој Трајко му ја грабнале снаата, всушност Кале Шанџа, и имал проблеми со турците и од тука се преселил во Пештани и наводно тука една од куќите е негова. Исто е, ќе испомнам, бидејќи се работи за такви легендарни личности, жени, опеани во песна. Значи Калеш Бранџо е позната песната, позната и песната Кој пат оди за Мариово, кој што се спомнува исто така една легендарна личност Чучук Митра. Според еден жител од селото, таа не била од Дуње по потекло како што се спомнува во песната, туку во Дуње се омажила, била родена во Пештани и дури покажува една куќа дека е во која што е родена таа. Се гледа дека добро го знаете минатото на овие краишта. Јас мислам дека немаме простор повеќе некоја друга проблематика или материја да обработуваме. Единствено на крајот ми останува да ви се заблагодарам за овие ваши искажувања и да и ветам на гледачите дека во некоја друга прилика повторно ќе ве ангажираме, се разбира со некои поинтересни или исти слични вакви теми како ова денешнава да обработиме. И благодарам, можам само да порачам дека се тоа што го правиме прв пат со вас е доста површно, бидејќи сакаме што повеќе содржини да офатиме. Меѓутоа, овие теми заслужува и еден подлабинско навлегување, значи поаналитички да се навлези и може и некои најводно мали сегменти од сета ова тема да предизвика и поголем интерес и да навлеземе подлабоко и да ги објасниме. Така, наслово и на нашата емисија патуваме, откриваме, сметам дека на гледачите нешто им откривме и од оваа емисија. Да се надеваме дека ќе му биде интересно.